Добро дојдовте во уште едно редовно издание, односно во редовниот термин на една од вашите омилени емисии на телевизија Алфа за или против. Ке докаже ли истрагата за Кочанската трагедија колку длабоко еродирал практично системот, термин кој што деновиве често го слушаме, почнуваме и да не го сакаме се повеќе и се надеваме дека се рестартира во моментот и дека овој процес длабок, коренит и секако болен очекувано ќе ни донесе реформи онакви какви што заслужуваме да видиме на терен во секојдневниот живот. Првиот човек на институцијата кој вечерва гостин се навикнавме да го гледаме, за жал кога се случуваат катастрофални ситуации, кризни состојби во државата, впрочем тоа е името на институцијата која што ја води и да се надеваме, повторно ќе речам дека ете ќе дојде и време кога токму Центарот за управување со кризи ќе биде институција која ќе овозможува превенирање, односно едукација практично на населението, а нема да мора да се справува со катастрофални состојби, трагедии, пожари како последниот во Кочани во кој изгубивме 59, односно 60 луѓе. Стојан Чангелов, директорот на Центарот за управување со кризи, вечерва во За или против, ви благодарам што успеавте да одвоите време. Благодарам за можноста. Директоре, допред вас, практично, додека Стојан Чангелов не дојде на раководната позиција во ЦУК, популарно кусо нарекувана институција, многу малку слушавме за тоа што работи практично Центарот за управување со кризи, а неговата институционална и теренска оперативна улога е, можам слободно да речам, клучна. И сега дали ги исплативме со последнава трагедија конечно оние шминкерски позиции пред вас на раководители кои биле поставени за да манекенски парадираат практично ни сета таа институција, а вие сега ете за жал имавте полни раце работа од пожарите наваму, од летните оние пожари кои што ни се случај неколку години поред, се до последнава во трагедија во Кочани. Најпрво да издрзам најдлабоко сочувство до семејствата на загинатите млади лица кои што настрадаа во оваа ужасна дискотека на смртта во Кочани. Празнината, болката нема никогаш да исчезне, празнината никогаш нема да ја пополнат. Бев сите тие денови во Кочани, оно што можев да го видам е ужасно, кутрите луѓе. Најискрено сочувство до сите нив. Посакувам колку може побрзо за здравување на повредените. Како влада направивме се што е во наша моќ да ја добијат најдобрата нега која што може да се обезбеди во Европа. Испратени се во најдобрите болници во регионот, но и низ Европа. Но посакувам и брзо психичко заздравување на оние кои што се најдоа во дискотеката, останаа неповредени, но ги видоа тие слики на ужас. Бидејќи страшно беше оно што се случи таму, страшно беше оно што го видели и почувствувале дури оние кои што останале неповредени, може би останале физички неповредени, но психичките травми ќе ги влечат со години. За жал и јас дојдов релативно брзо, додека се уште се чувствуваше мирисот и се уште имаше жарење во дискотеката. Како разбравте? Практично добивте пријава или тоа е дел од она интероперабилност меѓу институциите, па ве повика како Центар за управување со кризи, или пак добивте повик? Јас верувам дека првиот повик за пожарот е упатен на бројот 193 кон пожарникарите кои што најбрзо што можеле излегле на лице место. Се разбира дека требале, би рекол, можеби 10 минути, бидејќи се наоѓаат од другата страна на градот. Иако Кочани е мало место, сепак треба да се качат во возила и да излезат да дојдат. Набргу потоа на бројот 112 се јави испаничена мајка, која што на линија на мобилен ја имаше низината ќерка, го извикуваше низиното име, го преслушав неколку пати овој разговор, бидејќи сите разговори на 112 се снимат, како директор можам да ги преслушам. И таа ја бараше својата ќерка, ќерката не одговараше, но се слушаа криците од другата страна. Според они информации, то девојче е преживеано, но ние веднаш го препративме повикот до Кочанската полиција, откаде што дежурните ги известија нивните екипи. Значи, по ова можам да кажам дека многу бргу по избувнување на пожарот, бидејќи на лице место
имало еден полицаец кој што настрада, но и околу дискотеката имало полиција. Од страна на дежурниот сменоводител на 112 веднаш бев контактиран и јас спијам, дури кога спијам мобилниот ми е вклучен и наместен или на вибрација или на звук. Наместен е така да можам секогаш да го слушнам. Се јави веднаш и дежурниот ми извести дека избувнал пожар во дискотека во Кочани, но немаше никакви дополнителни информации. Веднаш станав и најпрво го побарав градоначалникот на Кочани, Папазов, и побарав од него веднаш да отиде, но прашав дека која дискотека може да е запалена, тој кажа дека само една дискотека работи. Тој замина на лице место, веднаш потоа на брзина се спремив и тргнав кон Кочани. Но дадов наредба на луѓето од Центарот за управување со кризи, конкретно на секторот за операции и координации на 112, веднаш да продолжат со известување на сите соседни противпожарни единици и екипи на итна медицинска помош. И тука е она добробит, би рекол, од бројот 112, бидејќи се штеди на време. И јас верувам дека и самите доктори од Кочани вртеле, но зборал со директорката, која што живеела близу болницата и за 5-6 минути, можеби побрзо, стигнала во болницата. Тие едноставно не знаеле што поправо да прават, бидејќи нагло почнале да стигат тела од повредени, но за жал и починати млади момчиња, деца. Ужасно е нешто. Имам син на 15 години, ќерка на 16 години, ќерка на 25 години. Силно сочувствувам со овие луѓе. Тие ги изгубија своите мили, најголемиот дел од нив на оваа возраст. Потоа ние баравме од соседните екипи нитна медицинска помош да притекнат на помош и сметам дека релативно брзо со оглед на хеликоптерите беа брзо ги транспортираа и тука. Интервенции, значи Виница, Штип, Делчево, Берово, Каменица, Пехчево, нивните екипи беа дојдени. Потоа веќе добивавме информации дека се работи за ужасна трагедија, дека е многу тешка трагедија и дадов насоки, значи ова се случуваше во континуитет, веднаш да се бара помош од Велес, Куманово и Скопје. Во меѓувреме нашите дежурни служби ги извести болниците во Скопје. Иако верувам дека тие веќе знаеле од екипите нитна медицинска помош, но ние ги известивме бидејќи имаме и таков протокол да бидат подготвени за прием на голем број на пациенти. Но најтешко беше додека патував кон Кочани, ние немавме представа дали колку починати има. Градоначалникот беше во бунило, низ полуплач ми зборуваше дека е страшно, дека има загинати. Кога дојдов таму, побарав од него да се јави на директорката, бидејќи кажа дека... Бивте во дискотеката, односно успеавте да... Да, кога стигнав, уште имаше за жал и неколку тела. Траурно е, не сакам многу да зборувам, да не ги подсетуваме луѓето кои што биле, бидејќи многу тешко е да се зборува на оваа тема, но кога градоначалникот зборуваше со директорката, побарав да ми ја даде на телефон, таа беше исто силно вознемирена од она што го гледала во болниците, ми кажа само дека прескокнуваат преку тела. Јас замолив во целиот тој ужас, во целата паника, да преброи колку тела има со надеж дека некој од телата кои што не дава знаци на живот, можеби лицата се живи, можеби се во несвест и така натака, но нешто подоцна се јави. Бројката која што ја кажа, мислам беше 43 првата бројка. Јас бев джашен од тоа што го слушнав, едноставно не ми се веруваше, бидејќи тоа беше страшно. Веднаш му јавив на министерот Тошковски, кој што веќе беше тргнат на пат кон Кочани, претходно зборував со него. Тој едноставно ние не можевме да поверуваме дека има толков број на жртви, за да подоцна бројот се каже. Една од најголемите трагедии на Македонија. На 59 нешто подоцна на лице место дојде и председателот на владата, премиерот Христијан Мицкоски. Едноставно сите институции беа максимално ангажирани после трагедијата. Потврлањето кое што се случило претходно низ годините, па можеби и децените претходно, резултираше со овој ужасен, трагичен настан во кој што загина овие кутри 59 луѓе. Овде го ставам и возачот нитната медицинска помош како 6-та жртва на оваа ужасна трагедија, несреќа. Но веднаш потоа, значи во полицијата функциониравме како кризен штаб, беше преземено се оно што е потребно дополнително. Да, ги видовме апсолутно сите тие стратешки начини на реагирање, бидејќи тоа така треба да биде.
Не сме ги гледале досега, фала му на Бога што ета не сме имале потреба да треба таа неспособност своевремено да ја гледаме или да треба да оперира на терен, како и да е. Стресот останува кај секој од нас, кај вас, кај мене, а можеме само да замислиме како е на родителите кои ги загубија децата и оние кои чекаат да им се опорават. Вие бевте во Кочани и деновите пред додека се организира погребите, кога имаше и револт и гнев на улиците. Ја имав тажна задача да го организирам погребот со поддршка на министерот за одбрана и премиерот. Многу нешто што најтешко ми паднало досега во животот, да се организира погреб на толку деца, на толку млади луѓе. При тоа се соочивме со многу тешки, непријатни ситуации. Прво, повиците на мајката. Првиот повик не можам да ги избришам од главата, бидејќи го преслушав разговорот неколку пати, за да видам дали имаме пропусти во повикот. Од страна на 112 повикот веднаш итно е препратен во полицијата. Понатаму, криците кои што ги слушав таму од родителите, од блиските, тоа нема никогаш да го избришам од мојата меморија. Јас поминав една војна, имам зад мене. Сум се нагледал на многу ужасни работи, но ова е неспоредливо со ништо што претходно сум доживеал. Колку е возможно, сепак сте човек кој е начело на институција која треба да менаџира и да оперира во рамки на кризи, да Центар за управување со кризи, тоа е за жал вашата функција. Колку во овие сите моменти успеавте да забележите клучни работи кои би ја отсликале таа ерозија на системот? Еве, во сите овие денови, не само пост пожарот веднаш кога сте биле на лице место, туку и потоа во организирањето за жал на погребите, колку сите овие денови практично ја добивте во Кочани сликата за тоа колку сме длабоко оштетени системски? Каде ја лоцирате, еве вака? Уште во полицијата, бидејќи тука беше и министерот Тошковски, премиерот Мицковски, но и други лица. Подоцна беше повикан да дојде републичкиот јавен обвинител и она што можевме да го дознаеме, слушнеме, она што го гледавте на вест, имав можност да го слушам меѓу првите, бидејќи целата таа прва операција се одвиваше од Ковара Кочани. Зборува за тешки пропусти, но јас во нив не би навлегувал, бидејќи секојдневно имаме разни експерти, зборувам вистински експерти кои зборуваат за сите пропусти на институциите претходно, но тие доведоа до смрт на многу луѓе. Наша должност и кон овие луѓе кои што загинаа, кон нивните семејства, кон повредените, кон травматизираните и кон сите граѓани на Македонија, да ги отстраниме ваквите системски слабости. Вие знаете и кај вас во студио во повеќе наврати и уште во периодот на претходната власт сум бил критичен кон системот за управување со кризи. Значи, не само Центарот за управување, туку целиот систем има низа на слабости и не е доволно функционален. Од друга страна, често знаев да кажам нешто кое што во јавноста не продираше, а тоа е дека системот за управување со кризи е функционален онолку колку што е функционална државата, односно целиот општествен систем. Еве видов. Свесноста кај граѓаните е сега на високо ниво. Цврстата волја која што ја покажува влада мене ми дава надеж дека повеќето работи ќе бидат сериозно коригирани, недостатоците отстранети, бидејќи свесноста кај граѓаните и свесноста кај владата истовремено ќе помогнат тие системски слабости да се отстранат. Еве, предмалку во вашите вести слушав изјава на министерката за образование, кој што сега ги проверуваат школите. Да, треба целиот систем да за тоа, би сакал да укажам на еден момент кога јас пред неколку години, има повеќе од 3 години, зборував за Safety First, некој таа моја девиза, која што всушност не е моја, тоа е основно начело на безбедност во сите сериозни безбедносни институции. Дел од граѓаните се шегуваа со неа, си правеа разни смешки. Safety first значи безбедноста на прво место. Ние имаме една убава македонска изрека да сме живи и здрави, па се друго потоа. Најпрво живи, потоа колку може повеќе здрави. Затоа што кога некој ќе замине, после доцна ние може да разговараме, може системот сега да го направиме одличен, но тие млади деца не можеме да ги вратиме. И само би сакал еден момент, ако дозволите, кога беа шумските пожари, еве последното лето, но и претходно,
Јас се трудев секогаш максимално да користиме ресурсите кои што ги имаме на располагање, и тоа и најкрупните авиони, хеликоптери. Понекогаш имаше прашање и дилеми дали е оправдано. Понекогаш имаше критики дека изгорела многу шума, но јас имав исто така една моја девиза дека дрвјата повторно ќе израснат, шумите пак ќе се вратат, ќе треба време, децении сигурно, но човечките животи нема да се вратат, и затоа мојата девиза Safety First или безбедноста на прво место се обидував да ја наметнам насекаде меѓу оние кои што учествува во гаснење на пожарите. Ние за овие 4 години, колку што ги менаџирам пожарите на национално ниво, се уште немаме, и се надевам дека така ќе остане трајно, или за секојаш загинат пожарникар, немаме загинати лица кои што учествува во гаснењето на пожарите, затоа што се обидував да влијам, не дека тие самите не знаат да се чуват, но и претераните јуначиња во пожар може да предизвикат нечија смрт. Потоа останатите, обидувајќи се да го спасат него, да настрадат уште неколку луѓе, па огно да излезе од контрола, да ги заобиколи, да настрадат уште повеќе луѓе. И затоа и така ќе продолжам и понатаму, затоа што човечкиот живот е бесценет, човечкиот живот нема цена, или како што јас знаев да запрашам понекогаш во моите вакви гостувања, колку дрвја вреди еден човечки живот. Сега, за жал, одговор на тоа прашање е тешко да се даде, впрочем, оваа трага останува црна дамка во државава и нешто од кое што се надавам дека ќе успееме да извлечеме една нова свест, да си наметнеме еден нов начин на однесување. Вие бевте во насока на оно што го зборувавте досега, бевте карактеристичен, се издвоивте за време на минатата власт. Ова ми беше прашање за малку подолу, меѓутоа доаѓа сега фино во рамки на овој концепт во овој момент. Бевте искрени и критичен бевте. Во даден момент проценивте дека не е тоа власта која што им служи на граѓаните, и потоа ја напуштивте таа комбинација, се приклонивте кон една друга гарнитура која по некое време покажа дека е победничката, и тоа функционира така. Но сега во овој момент има се уште луѓе кои разбирливо да биде победничка, тука би додал. Имено. Со нашето мало влијание, без разлика колку би било. Да не уништат вечерва дека ќе дискутираме и за политика, меѓутоа тоа е за жал кај нас секојдневие, и во секое ништо има и политичка нишка, да речем. Граѓаните имаат дилеми и со право, и се исплашени дали се води истрагата онака како што треба, дали одговорноста кај сите ќе биде вертикално и хоризонтално, дали нема да биде исклучен никој, дали некој политички профитира од се во ова, се борат ли за политички поени луѓето од власта. Разбирливи прашања, луѓето се во револт и се скептични. Дали доколку забележите дека системот кој го процесуира актуелната власт од која што сте вие дел не работи онака како што треба во служба на граѓаните, сте повторно подготвен да бидете искрен и критичен, еве како и тогаш. Па дури да речете грешите вамо и вамо, ако тоа не се поправи јавно. Да го направите како што е познато за стилот на Стојан Ангелов. Па последните години за некои работи не се согласував со претходната власт, и тоа јавно го кажував. Не само во вашата телевизија, во сите мои гостувања ги имам многу на сите телевизии, но овој пат морам да ја пофалам претходната влада, односно двата последни примери од претходната власт, кои што покажа демократски капацитети, и ме едноставно оставаа да зборувам така како што чувствувам и мислам. Јас така ќе продолжам и сега. Можам да кажам дека со премиерот Мицкоски имам многу отворена и добра комуникација, и доколку сметам дека треба да се укаже на одредени слабости, смеам да си го дозволам тоа. Ве прашувам во насока да ги смириме луѓето кои се нервозни, и сега да ги смириме. Да успееме да надеж да се влиеме во... Тоа сакав да го кажам, но имам и исто така изворедни односи со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој што и премиерот и министерот за внатрешни мене ми дават силна надеж. Јас би рекол дека сум убеден дека овој пат одговорност има. Нема да биде кабелот крив. Затоа што видовме дека многу луѓе завршија во притвор, истрагата е широка, многу луѓе се уште во осумничени, верувам дека ќе бидат обвинети. Колку длабоко може да биде? За разлика од претходно, тоа е очигледно. Значи, ние имаме многу сериозна истрага, при тоа би рекол безмилосна истрага, имаме 3 градоначалници во притвор, иако двајца се во домашни, веќе имаме апелација, жалби, да, тоа е делот. Значи, прв пат гледаме ваква ситуација, кога актуелната власт
во наводници кажано, посега и по своите, затоа што и Радко Димитровски, што е мој пријател, но и Папазов се градоначалници од ВМРО ДПМН. Така што и од останатите кои што се осомничени или притворени лица, имавме разрешување во полицијата, така што тоа ми дава надеж дека сите оние за кои што ќе се утврди дека имаат вина. Значи ќе се проширува се уште безмилосно рековте, имате можеби информации до каде е внатрешната контрола во МВР? Видиме, тоа не би навлегол, ова е сепак работа на МВР, но лично како што веќе реков имам одлична соработка со министерот за внатрешни работи, кој што е патем и раководител на управувачкиот комитет за управување со кризи, каде што јас сум член како како раководител на групата за процена. Имам извонредни релации со директорот на БЈВ, кој што е полицаец со дете, со средно полициско училиште. Значи тој е растен од 15 години како полицаец, така што оно што можам да го видаме исклучително сериозна истрага и ќе нема недопирливи. Верувам дека сите кои што ќе бидат осомничени дека се виновни на било кој начин, ќе бидат процесуирани за на крај судот да го даде последниот збор. А што е со моралната одговорност? Мислите дека ќе се случи и тоа? Имено повиците на дел од граѓаните се и тоа. Каде ви е моралната одговорност? Нема ли оставки од морални причини? Оваа влада постои 7-8 месеци. Значи, не можеме, ако сега премиерот или министерот за внатрешни размислуваат да дадат оставка, штетата за државата ќе биде огромна, штетата за граѓаните. Владата се уште не застанала на здрави нози во наводници, бидејќи е тазе формирана. Од друга страна, жестоката акција која што можевме да ја видиме, пред се сметам дека во целата таа трагедија, во целиот ужас, како институции покажавме исклучителна оперативност. Ние имавме безмалку 200 луѓе на лекување во странство. Луѓето добиваат поддршка, тие добија можност по членови од нивните семејства на сметка на државата, поточно Црвениот крст, но таму најголем спонзор е државата и фирми кои што се стимулирани, значи кои што сакаат да донираат директно кај семејствата или да донираат на сметка на владата, но одлучивме таа сметка да биде сметката на Црвениот крст. Значи, покри тоа што болните, повредените добија максимална нега која што може да се добие за ваков тежок тип на изгореници, тие имаат и нивни членови на нивните семејства во нивна близина да ги тешат, да бидат со нив онолку колку што го дозволуваат здравствените услови, истрагата која што се води, значи целата поддршка која што се ја добија семејствата од страна на институциите е значена, но кај оние кои што ги изгубија своите најблиски, тоа е ирелевантно, бидејќи на многумина од нив не и се живее. Она што јас можев да го видам таму е страшно. Траурно е, но пак ќе кажам дека едноставно видливо е дека имаме брз одговор на институциите веднаш после несреќата, а во континуитет МВР и обвинителството постапуваат откривајќи ги виновниците за овој ужасен настан. Да, мислам дека тука и нема замерки во однос на тоа како функционираше. Па не гледам политичка одговорност кога се функционира безпрекорно. Ние, значи, едно е кога некој би бил на било кој начин политички одговорен, но ако Тошковскиот министер само 7-8 месеци, значи не го сметам периодот во техничката влада, да не се лажеме, технички министер е министер кој што нема полн капацитет и неговиот приоритет беа патните исправи. Во тој момент граѓаните се соочуваа, нема пасоши. И неговиот фокус беше таму и едноставно како техничкиот министер нема полн капацитет. Сега набедувањето дека тоа е повеќе од година е едноставно злобно би рекол, бидејќи реално министерот Панче Тошковски е министер онолку колку што постои владата. И ја не гледам негова вина за да воопшто се размислува за политичка одговорност сега. Кога би била владата подолго време, кога би била во прашање подолг период, тогаш да би можело да се зборува за таа морална димензија, но се поставува прашање што е доколку се повлече премиерот и министерот за внатрешни, зарем верувате дека може да дојде некој подобар во овој момент, и тоа е процес на созревање на општеството. Од друга страна, граѓаните се суверени, граѓаните се тие кои што кажуваат
кој треба да ја предводи државата, односно владата. Кога сме кај граѓаните во контекст повторно на ова што го зборувате, еве пак има најавен протест во сабота на 29 пред собранието со почеток чинам 11 часот, кој е следен, нели, такав име практично паролата име тај и така и го именува. Не ги видов новија протести кога се случи модуларната болница, кога се случи сообраќајката. Колку далеку ќе отидат и колку обемни може да бидат, колку се политички мотивирани, како гледате на овие начини на изразување на мислењето на граѓаните? Најавуваат дека ќе имаат барања, кои една личност ќе излезе да ги каже, а потоа микрофонот ќе биде слободен да зборуваат на собраните граѓани кои како сака да излезе. Едно таква сценарио гледавме своевремено. Јас давам поддршка на било какви протести. Протестите се здрави за општеството, бидејќи може да бидат на тој начин оние кои што протестираат во случајот по младите коректор на власта. За жал, протестите секогаш се инструментализираат и политички злоупотребуваат и верувам дека и сега ќе има такви обиди. Тоа е тоа што не чина. За жал, тоа се фактите. Од друга страна, она што предмалку кажав, оваа влада функционира од јуни, 23, 24 јуни. Памтам, бидејќи на 23 јуни сум тешко ранет во Рачиново, потоа го запамти датумот кога е формирана владата, значи ние зборуваме за некои 7 месеци. Така да рано е да се зборува за морална или за политичка одговорност. Не само тоа, рано е да се коригира било што, бидејќи ако нешто 3 децении е уништувано, не може за 7 месеци ниту да видите кај сте, а потоа и да почнете да работите, ама тоа така што јас едноставно верувам дека луѓето кои што протестираат, дека еден добар дел се искрени во нивната намера да протестираат, но ќе постојат обиди истите да бидат инструментализирани, злоупотребени од одредени политички сили. Да мислите ќе успее тоа да биде? Нема енергија, бидејќи нема причина. Што протестите, што ќе бараат протестантите? Нова влада, нов министер за внатрешни, што ќе направи друг министер за внатрешни, што не направи министерот Тошковски? Да, што ќе направи друг премиер? Што ќе направи министер за надворешни работи? Па ние бевме заедно, се бараше билатерално на сите начини, го активиравме ЕУ механизмот за заштита и спасување. Сите тие луѓе денес тешко повредените се во многу подобро состојба од она кога би останале во Македонија. Тешко ми да кажам што ќе се случише со нив. Видете, максимално е пружена нега. Значи, јас зборувам после настанатата трагедија. Одговорот на државата е на едно завидно ниво. Тоа е она што може да го направи било која држава. Во ниту една држава нема капацитети за прием на толку многу пациенти. Така што јас сметам дека оваа влада направи се и тоа на еден организиран начин. И бев дел од таа организација, бев дел и сум дел од тој штаб, бидејќи целата постапка трае. Се надеваме дека овие луѓе ќе поминат со што помали последици. Понатаму она што кажа психичкото закрепнување и не само на луѓето во дискотеката, на целото општество. Замислете каква е состојбата во Кочани. Јас потекнувам од Штип, ова е масакар за младите. Ние имаме во Облешево, во самото село Облешево 6 починати. Па колку млади има во Облешево? Страшно е, завиени се селата во црно. Градот Кочани е завиен во црно, нема семејство кое што не било во некаква роднинска или друг вид на поврзаност со некој од настраданите. Така што страшна трагедија, максимум направен од страна на владата, а имаме уште многу работи да направиме за да ги ублажиме колку што е тоа возможно последиците од овој страшен настан. Да, за жал како влада и покрај огромната желба да брзо се реформира системот коренито, пак ќе одеше некако чекор по чекор постепено за да се откриваат и решаваат работите, но за жал сега сте во позиција веднаш сега и одма да делувате заради оваа трагедија, како и да е, ќе останат вечно во нашите сеќавања овие млади луѓе, а ова ќе биде вечна поука за секој еден функционер и актуелен. Споменавте преска дел од изјавата на министерката за образование Весна Јаневска. Имено, вели, најголем дел од училиштата имаат противпожарна опрема. Во некој од нив таа треба да се обнови, рече министерката. Во некој од нив треба да се обнови. Дали ова значи дека, мене ме фрапираше оваа констатација од аспект на тоа што ако се дозволило да дојде до состојба во некои училишта во изминатите години да не се обновува,
Кој свесен раководител на дадена образовна институција може да си дозволи со необновена противпожарна опрема да спроведува настава во училиште, господин Ангелов? Мене тука не ми е свесноста, совесноста на нас како луѓе, индивидуалната одговорност на тие личности. Како може да не се обновува противпожарната опрема? Зашто треба пари да има попрво, а да нема за овие основни безбедносни институционални капацитети, каде што деца престојуваат 2/3 од денот, например? Вашето прашање во глобала има две димензии. Првата е надлежностите на институциите кои што се одговорни да се грижат или да вршат надзор дали се исполнит овие минимум противпожарни услови. Во овој момент Дирекцијата за заштита и спасување има надлежности во тие контроли или во контрола на оние кои што работат со противпожарна опрема, но кај граѓаните постои една, како да кажам, една заблуда или ги мешаат Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Така. За да биде појасно, сега зборуваме за нешто кое што е надлежност на друга институција, свесни за слабостите со поделбата на овие институции од страна на премиерот. Има јасно изразена волја Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување од нив да биде формирана една нова институција која што ќе ги обедини функциите на постоечките две и ќе се фокусираат во една институција сите овие функции кои што ги имат. Мала само дигресија тука, што беше улогата на Дирекцијата за заштита и спасување конкретно после пожаров во Кочани? Не знам дали ги споменавте во првите одговори. Па сега видете, тие реално не работат во втора смена и сабота и недела, нема дежурна служба. Тоа е еден мал абсурд. Сега ќе се обида да воспоставува дежурна служба. Тие се Дирекција за заштита и спасување, но комуникацијата со нив оди кога има потреба ги бараме раководителите на нивните телефони. Дали се приватни службини, не знам, но немаат како што ние имаме во ЦУК две дежурни служби. Значи дефинитивно итно неопходно спојување. Па видете, ние кога е правен тој наш систем имале амбиции, убаво е замислен, но реалноста е сурова. Ние сме мала и сиромашна држава, богата со природни богатства, но економски не сме толку моќни за да имаме толку луѓе во две институции од кои што еден добар дел и немат некоја обврска и имаме луѓе да не дежураат за веќе. Безмалку не работат ништо, а немаме гас, значи немаме луѓе кои што ги гасат пожари. Но поентата ми беше дека оваа влада веднаш по формирањето почна сериозно со еден сериозен пристап да работи на реформа на системот. Задолжен да ја предводи таа реформа е вице-премиерот, подпредседателот на владата Љупчо Димовски, за да имаме поголема политичка сила. Подпредседателот и се работи за некои 19 закони кои што ја третираат оваа материја и еден многу тежок Сакате да кажете без тие закони промена интервенција не може да се споите? Значи ние можеме да направиме козметичка промена. Работата е да се направи длабинска хируршка промена. Јас сум дел од тоа работно тело, давам се од себе, но првиот еден од чекорите е правење на една нова институција или она што вработените или граѓаните го доживуваат како спојување на ЦУК и ДЗС. На тој начин ќе бидат отстранети многу аномалии, бидејќи ние имаме координативна улога. Ние немаме ресурси, ние ги координираме сите национални ресурси. И многу пати кога ме гледате на терен, тоа не е моја основна должност како директор на ЦУК. А вие делувате како оперативци, треба да сте координатори. Не можам да гледам да ми гори татковината, јас да седам во канцеларија, затоа сум постојано на терен, но тоа е првата димензија за која што сакав да прозборам. Ние вчера имавме координативен состанок начело предводен од премиерот, од Мицкоски во владата, на кој што присуствува и министрите за внатрешни Тошковски, за одбрана Мисајловски, за надворишни Муцунски, министерот за земјоделство Трипуновски и јас и директорот на ДЗС. Многу сериозен состанок. Утре во 1 часот имаме повторно состанок во владата. Најверојатно ќе го предводи вице-премиерот. Премиерот сепак е презафатен за да одвои толку време за оваа материја. Сакам да кажам дека се работи многу сериозно, но се работи за едни длабински промени за кои што е неопходно време. А втората димензија на она што вие го кажавте, знаете дека јас сум познат по упростување на нештата за да можат гледачите да ги разберат колку може пообично. Да, тоа ни треба. Додека ние сега седеме во ова студио или додека гледачите седат дома и ја гледат оваа емисија на ТВ или на мобилен телефон, можеби некој на лаптоп. Ако избие пожар во нивниот дом, во нивниот стан, во нивната куќа, или ако избие пожар во ова студио, што ќе направиме ние? Едно од основните работи е да се исклучи струјата или самите осигурачи ќе паднат, ќе снема струја.
Тоа значи дека ќе снема светло. Тогаш кога ќе снема светло, ние нема да знаеме каде да се движиме. Тоа се случува и во дискотеката. Затоа треба кај влезот да има едно зелено светло кое што е независно од напојувањето и на него да пишува излез или екзит. Се надевам дека има во вашето студио, бидејќи нема да знаеме на која страна да излеземе. Луѓето си ги знаат вратите во нивните станови, кои знаат како да дојдат до нив, но кога ќе излезат во ходникот, ако е зграда, ако живеат втори, трети, пети, седми кат, понатаму веќе се е отежно, имате чат, имате мрак. Да, многу работи сега отворивте. Па треба, видете, ама ова е во овој момент работа на Дирекцијата за заштита и спасување. Ова материја е доста не се работи, нешто не е дека не се работи. Сега се обидуваат да направат некои обуки од страна на ДЗС, но треба една сеопфатна акција. Треба сите да бидат запознати како да се однесуваат кога ќе се појави пожар, затоа што верувајте ми дека секојдневно имаме по десетина пожари минимум во стамбени објекти. Кај нас на бројот 112 јас можам во мобилниот да ви кажам точно последните 10 дена, например, колку пожари имало дневно, пошто ги добивам секој утро статистиките за пожарите. И бројката е многу сериозна. Но знаете, додека не се случи несреќа, луѓето мислат дека тоа се случува таму некаде, не на нив. И например, луѓето, особено помалите деца, кога зборуваме помали, може некој да има и 15, 20 години, варе кафе или било што прави супа, прави нудли и го заборува тенџерето на шпоред, при тоа доаѓа до усијување на тенџерето, се пали она што е внатре во тенџерето и избива пламен. Најчовечка реакција да се фрли вода, но водата ќе предизвика, знаете што? Да, тука сега да. Електричен удар. Значи, ние мораме на ова да направиме еден многу сериозен пристап, барем преку вашите емисии, едно општо запознавање на граѓаните, но треба и една мини обука која што можеби ќе спаси животи, па нека се спаси само еден живот. Многу значи. Еве нека биде еден апел до нашиот менаџерски тим, да речеме во Алфа сепак сме национална телевизија, па и до сите национални медиуми, воопшто да се направи одредена едукативна серија од емисии во кои Значи зборуваме за пожар, но искрено јас не знам како се дава ниту прва помош, ниту како треба да реагирам во ситуација на не дај Боже што велиме ние. За почеток треба да го напуштите студиото ако настане пожар. За прва помош дури потоа ако успеете да излезете, за жал луѓе кои што помагаа загинаа враќајќи се да помогнат, што е чин рамен на највисоко херојство. Загинаа спасувајќи други. Момчето од Виница, бидејќи во овој период сум силно вознемирен, него памтам неговото име еден млад херој Јован кој што спаси многу деца, но овде не треба да ги забораваме пожарникарите кои што спасија многу повеќе луѓе вадејќи ги од дискотеката, храбрите кочански пожарникари заедно со Јован и со други лица кои што влегуваа по неколку пати внатре и извлекоа лица од запалената дискотека, но и некои кои што за жал загинаа, како што можевме да слушаме и за пејачот на ДНК Андреј кој што се враќал да спаси луѓе. Да, уште малку ќе останеме околу сето она што ни го откри и што ни го отслика практично трагедијата за жал. Одиме само на многу куса пауза за реклами, останете тука. Добро дојдовте назад. Вечерва интервју, претежно и сведоштво на директорот на Центарот за управување со кризи, откочани пост деновите по трагедијата и каде ни е системот, односно колку многу имаме работа. Стојанче Ангелов за тие што во моментот се вклучувате во за или против. Господин Ангелов, стигнавме до моментот нели проверката на едукативни, односно образовните институции, оние противпожарни опремата за заштита против пожарна опрема, односно стручно фразата е таа, дека треба да се обнови во одредени училишта и објекти каде што децата учат. Понатаму претходно видовме фрапантни статистички податоци, за тоа не само во Скопје, туку и надвор
во одредени помали градови, колку без лиценци и без минимум технички услови работеле угостителските објекти. Значи тоа е потенцијална катастрофа секој ден, секој час, секоја вечер. Работењето на таков начин без лиценци соодветни и без минимум услови. Гледаме дека постојат одредени најави за мораториум, давање на одреден рок, ева конкретно за угостителските објекти, па и другите институции и установи, за да ги дотераат овие работи да обезбедат минимум безбедносни стандарди. Но од друга пак страна сега имаме и дел од дебатата во јавноста е што ако конкретно за угостителските објекти се стави клуч на врата на најголем дел од нив, ќе трпи бизнисот, таму има вработени луѓе кои нели живеат од тие плати. Келнери, шанкери, друг тип на менаџери, така натаму конкретно за угостителските објекти. Значи, кој ќе биде пристапот, кој е најдобриот пристап? Од друга страна, како држава не сме во позиција да многу полека чекориме во решавањето на овие состојби. Значи, или треба наеднаш да се реши кој е вашиот став односно и која е оперативата на терен како би требало да изгледа. Значи, дали наеднаш баш онака со нож да се пресечат девијантните состојби или оние незаконски работења и се она кое што во моментот е потенцијална опасност по животот на луѓето, или треба чекор по чекор, треба ли да им се остава време, треба ли тоа да биде ете така со роковиот и де факто ако угостителските објекти се првата слика, малку долга сум во образложувањето, се првата слика за тоа колку сме системски уништени, тогаш тоа е со оние други па и за градинките се споменуваше, ако се заклучи некаде дека не постојат минимум безбедносни услови, дека и тие ќе добијат клуч на врата. Но мене повторно во глава не ми оди како може еден објект како градинка, да речеме, или училиште, да не води сметка за се тоа. Значи се вртиме во круг, прашањето конкретно ми е треба ли наеднаш да се влезе со радикални чекори или треба тоа сепак да има некаков план акцијски за да не ни се сроза па економијава и бизнисов и се. Оваа масивна акција која што можеме да видиме после големата трагедија во Кочани од страна на сите државни институции покажа дека состојбата во тој угостителски сектор, вклучително овде дискотеки, клубови, ресторани е очајна, катастрофална. Ако вие одите во некој ресторан, одите да се најадете, да се забавувате, да пивнете и очекувате храната да биде одлична. Ако одите во дискотека, ако младите одат во кафич, во дискотека, во клуб, одат да се забавуват, но не и да умрат. Безбедноста сепак треба да биде на прво место. Тоа оно што зборував во првиот дел од емисијата, safety first. Мене ми е многу поважно кога мојот син или мојата ќерка излегуваат некаде да бидат безбедни. На второ место е квалитетот на забавата или на храната, зависи на кое место се движиме. Затоа јас ја поддржувам ваквата акција. Едноставно никој не бара тие да престанат да постојат, да престанат да работат. Треба да воведат минимум безбедносни стандарди. Значи и во делот на противпожарната заштита, но и од останатите аспекти. Нам може да ни се случи некојаш поплава, земјотрес. Значи има изготвени процедури како да се постапи во секоја од тие состојби. Кога ги споменавте овие моменти, еве на пример, ајде со пример хипотетички, повторно не дај Боже. Имаме згради нови кои се под 10 на 15, 20 катници, на кои не гледаме против скали за брз излез, оние надворешни скали што ги има во старите згради, да речеме во општина Карпош и по други некои населби, за надворешен излез да може да се спасат луѓето или при други катастрофи, не само пожар, нели? Како во таква ситуација, ако еве на 7-10 спрат се случи, не дај Боже, пожар, од каде ќе скока човекот, мислам, или не дај Боже друга катастрофа, лифт не работи и така натаму. Кој на крајот, кој прво ја презема одговорноста да делува на терен, освен овие што ги набројавте, некој ја презема одговорноста да делува на терен, туку кој ќе одговара за ваквите стандарди на новите згради кои се без безбедносни стандарди практично?
Еве ќе ви кажам еден пример од пракса да искористам и да го... Само да дополнам, ги гледаме сега дека овие куќни совети, односно оние фирми кои што ги менаџираат куќните совети, се во паника. Одеднаш ги чистат хидрантите, ги проверуваат, ги сервисираат, па да биде гелендарот слободен низ влезовите покрај скалите, да нема паркирано точаци за кач. Се разбудија, меѓутоа... Изнудено е, но е добро, подобро некогаш отколку никогаш. Во зградата во која што живеам, јас живеам на втори кат, зградата со поткрови 7 ката. Добро. Ние имаме противпожарни апарати на, не знам, преку неколку ката, заклучени во метален кафе со катанец. И никој од нас не знае каде се клучевите. Што ќе ни се противпожарни апарати заклучени, сега веќе не се заклучени, но свесноста кај граѓаните, она за што зборував на почетокот, ќе направи притисок и врз владените институции, но и врз онаму куќни совети или оној кој што стопанисува со зградата и со други објекти да се нешто преземе. Но сакам да ви кажам, кога зборувате за безбедност на граѓаните, во Джевахир облакодерите, како да ги наречам, пред неколку дена, пред минатата недела, лифт, мислам дека од 18 кат почнал да паѓал можеби кат или 20, блокирал. Имало внатре двајца, кои што били извадени од памет. Ние добивме од станарите или добивме писание како ЦУК во однос на оној проект пријави опасност кој што неформално го воведов, по кој што секојдневно добиваме пријави од граѓаните, пријаваат различни опасности и можам да се пофалам дека сме доста успешни. Многу опасности кои што се заканува на граѓаните се отстранети, не сите јавно ги објавуваме, но еве замислете вие во една нова зграда, 40-катница, веќе лифт да пројави таква слабост, тоа е недозволиво. Дали треба некој да загине? При тоа, што треба да кажам, ако некој падне од 40 или од 30 кат додолу, што ќе се случи? Значи, и останатите згради... Кажете ми, како еве сега зграда по зграда да се воведуваат тие стандарди, тоа е невозможна мисија. Премногу е дозволено да се изградат без стандарди. Треба оние кои што живеат во зградите, луѓето кои што живеат, бидејќи самиот реков дека живеам во зграда, да се запрашаат што доколку се случи пожар или друг тип на несреќа, земјотрес на пример. Но за почеток оно што го веќе еднаш спомнав, треба сите да знаеме како да се однесуваме ако настане пожар. Јас моите деца ги имам подготвено и туку и мојата сопруга би рекол дури поодговорно од мене. Веднаш до шпоретот, значи имаме во едно од плакарчињата во Кујно имаме уред против пожарно од оние што ги даваат за возила и имаме кажано на децата во случај да почне да гори нешто на шпоретот со ова како да се извади осигурачот, да се стисне рачката и да се прска со пената која што е во самиот апарат. Но тоа треба сите да го направат и тоа треба да се направи на еден системски организиран начин. Пак е најдобро од страна на државата, институциите или некои обучувачи кои што знаат тоа како да го направат преку едукативни содржини, но и сите после оваа трагедија да се запрашат што доколку нивниот стан се запали. Значи, ќе повторам, дневно имаме по повеќе од 10 пожари на станови и куќи. Секој ден. Еве, денес, ако сакате, можам да ви кажам, вчера колку пожари имавме, завчера. Денес сигурно е запалена нечија куќа или нечи стан. Тоа се домови во кои што живеат луѓе. Да, тука за жал сте исклучително во право, бидејќи се додек можеби би можеле да се ги спасат енормните избувнувања и можеби можеле да превенираат нешто ако забележат доколку знаеле како. Имаме и загинати луѓе, за жал во пожарите секој година има загинати луѓе. На прво место животот и здравјето, но штетата да го изгубите за неколку минути или часа она што сте го создавале цел живот, да ви отиде се во неповрат, да се претвори во чад и ќумур. Е страшно како живеат потоа тие луѓе. Да, кој треба да направи еден државен, не знам, ајде така да го наречам, план, каде треба да се прават овие брзи обуки, на која возрастна граница е приоритетна за да им се обуча, да им се укаже, кој би можел тоа да го субвенционира, да го плати, да државата во ред, меѓутоа тоа е сепак масовна една масивна една операција за тоа што и во овој момент со законски и подзаконски акти точно се утврдени сите мерки на безбедност кои што мораат да се исполнуваат ако некој сака да изгради зграда, ако некој сака да отвори кафич, дискотека, но тие се изигруваат
односно понекогаш луѓето ќе пријават дека поседуваат нешто кое што законски се должни да го поседуваат од аспект на безбедност, откако ќе ја добијат дозволата, истото средство да биде дадено на друг, почнувајќи од ПП апарати, хидранти, црева и така натака. Состојбата со хидрантите е очена. Очене на секаде во сите згради, вклучително и во зградата во која живеам. Но и состојбата ги крадат цревата и од тоа не можеме, ние имаме и знаеме кој ги краде најмногу, сега ќе делува многу шовинистички да кажам, но ама јасно е, но тоа некој ќе однесе во смрт. Значи ако цревата, хидрантите се оставени незаклучени, бргу ќе бидат украдени. Ако се заклучени, треба да го најдете оној кој што го има клучот. Од друга страна, ние не зборуваме за состојби кога ние сме при здрава свест. Значи, кога се случуваат трагедии, пожари, други вака земјотрес, тогаш луѓето се во силен афект. Замислете, ви пламнува станот, луѓето не резонуваат разумно и понекогу ти прават и грешки, кои што не би ги направиле кога не би биле во афективна состојба. И замислете вие во целата паника која што би ве зафатила, не вие еве оној кој што има пожар, треба да му текне каде е клучот да го земе, или луѓето кои треба да го напушта станот кој што гори сега, што е најнеопходно, како да истрчат. Некој има можеби малку пари дома или некој наќе пробува да го земе, знаејќи дека сето тоа ќе изгори, а при тоа може да го загуби животот. Значи сето тоа треба однапред, веќе има такви протоколи како луѓето да се однесуваат, но верувам дека сите институции сега многу посериозно ќе пристапат при побарувањата за почитување на овие правила кои што и во овој момент постојат. Убаво кажано и досега факт е дека зборуваме претиси во основа за свест, бидејќи има, кога сме кај зградите, стамбените објекти, има и такви инвеститори, односно изведувачи кои им дозволуваат на луѓето да влезат и да се вселат без технички прием направена зграда. Тука е прашање на одговорноста и свеста на оној човек кој што им дозволил да се вселат, пример, а и на станарите кои свесно си го ризикуваат животот вселувајќи се без зградата да има технички прием. Но се додека секој од нас не си погледне прво во себе си самиот и да утврди докаде е неговата зрелост и свесност, ништо не правиме од сето ова што го дискутираме. И не можам вечерва да не ви искористам, условно речено, уште неколку минути имаме до крајот, за уште една тема по која е препознатлив Стојанче Ангелов, генералот своевремено, бранителите, законот за бранители особено актуелен изминатите месеци. Докаде е тоа прашање, што се случува на темата и видовме одредена и поделеност сериозна во рамки на оние бранители кои дел од нив беа задоволни од тоа како вие делувавте, голем дел исто така и не беа задоволни, се поделивте на два, ако можам да речем, можеби има и повеќе табори, не знам. Значи, ајде прво од законот за бранители. Во овој момент нема ни еден табор. Војната од 2001 одамна е зад нас. Подзаборавена е, дури и нас непосредните учесници, постои разочараност од односот на државата. И јас искрено се надевам дека оваа влада ќе коригира нешто, еве да дадеме уште некој месец, бидејќи има локални избори. Од друга страна, она иницијатива со закон за надомест на необештетените семејства на загинати 15-тина и 10-тина војни инвалиди беше злоупотребена од страна на пратеничката Петровска. Може би имала позитивна намера, но тогаш ја реализира на многу погрешен начин, бидејќи во еден предлог закон ги стави семејствата на настраданите во хеликоптерските несреќи 91-ва диво населје, што беше апсолутно непотребно, и направи еден таков закон кој што е несправедлив, не може да помине, но не се работи за закон за бранители. И вие медиумите го нарекувате закон за бранители. Во тој закон се третират пред се семејствата на загинатите. Да, ако треба да објасните, ние грешим. Што со бранителите кои што преживеаја? Еве, ја бев тешко ранет, но еден добар дел од бранителите останаа неповредени, но некои од нив траумите ги влечат до ден денес. Ние имавме неколку испитувања, истражувања научни, со кои што утврдено дека кај дел од бранителите посттравматското стресно расстройство направи многу штетни последици. Имаме појава на алкохолизам, има одреден број на самоубиства, агресијата која што е присутна кај многумина од оние кои што биле барем на првата борбена линија, кои што учествувале во, би рекол, смртоносни ситуации. И јас не би сакал сега да вршам притисок, но очекувам после локалните избори да има напредок во оваа област,
Од друга страна, очекувам и врховниот командант или председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова да одликува бранители од 2001 година, бидејќи тоа е она што најмалку го заслужуваме, затоа што се боревме за државата, бевме подготвени да загинеме, некои беа тешко повредени, ранети, загинатите се одликувани од страна на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов, но треба да се одликуваат еден дел од бранителите кои што направиле некое дело достојно за одликување. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, отворивте многу теми, испративте многу апели, се надавам дека почнуваме, така барем ми изгледа и верувам дека повеќе мината кои што кои размислуваат аналитички, гледаат објективно промената ја гледаат, сакаме да веруваме дека ова ќе биде начинот на функционирање и дека се тоа вака ќе продолжи бидејќи немаме избор како понатаму и на крајот на краиштата едукација за начин на однесување во вакви ситуации за кои зборувавте и пред малку и во рамки на целата емисија ни е и повеќе од наитно потребно, бидејќи де факто во една таква ситуација не ви текнува тогаш ни на парите, ни на која позиција сте, ни колку сте супер образован, каде работите, дали сте си ги оствариле со ништото, туку гледате да се спасувате, ако не знаете како да се спасите, тогаш ништо од safety first, ако може да се насмееме на крај. Сепак, таа фраза беше употребувана и беше и за досетки користана, можеби кога ја користавте многу интензивно, но сега гледаме дека тоа не било само едноставен пиар на Стојанче Ангелов, туку вистинска лекција која се надавам дека ја научивме како држава. Ви благодарам што бевте вечерва делот за крај уште еднаш да изразам најдлабоко сочувство до родителите. Празнината нема да биде пополнета поради загубата на нивните чеда. Болката ќе остане до крајот на нивниот живот, тоа можев да го видам кај родителите на загинатите од 2001 година и 25 години, 24 години подоцна тие тагуваат како првиот ден кога ги загубија нивните чеда. Посакувам брзо оздравување и колку може помали последици врз сите оние повредени лица од пожарите, но и оние кои што останаа неповредени, а влечат психички трауми. Факт е дека не постои поголема болка од болката на мајката за загубеното чедо. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел за или против. Почитувани, да не ни се повтори, да ги учиме лекциите и вистински да делуваме со новото научено. Имајте пријатна вечер со Алфа.